Dearborn, Мичиган е познат како главен град на арапите во Америка. Во овој град, со мнозинско арапско население во држава што е дом на речиси 400.000 арапски американци, многумина се лути заради политиката на САД спрема војната во Газа. Не сум среќен со тоа што таму се случува и немам надежда дека нешто ќе се промени таму во блиска иднина. Дури ако Камала Харис влезе во играта, но мислам дека е способна да донесе промена. Кампањата на Камала Харис го таргетира Деарборн со спотови што ја прикажуваат сочувствителна за страдањето во Газа. Но политичка група поврзана со републиканците исто така ги таргетира овие гласачи со политички реклами што покажуваат поддршка на Харис за Израел и еврејската религија на незиниот сопруг, Даг Емхоф. Се чини дека овие политички реклами целат на 100.000 мичигенци кои гласале како неопределени на демократските прелиминарни избори, како протест спрема поддршката на администрацијата на Бајден за израелската воена кампања. Кога Харис го посети Мичиган минатата недела, Националното движење на неопределените соопшти дека нема да ја даде поддршка. Јас како палестинска американка цел живот сум била демократка. Сакам да бидам дел од овој гласачки блок што ја избира првата црна жена за претседател. Но подпредседателката Харис не ми покажа дека ќе ги заштити луѓето кои многу ми значат. Харис вели дека ги поддржува и безбедноста на Израел и правата на палестинците. Председателот Бајден и јас работиме на завршување на оваа војна за Израел да биде безбеден, заложниците да бидат ослободени, да заврши страдањето во Газа и палестинскиот народ да го реализира своето право на достоинство, безбедност, слобода и самоопределување. Иако не дава поддршка на Харис, групата на неопределените исто така е против Доналд Трамп, за кого тие се плашат дека е поголем поддржувач на Израел. Кога ќе се вратам во овалната канцеларија, ќе го поддржам правото на Израел да победи во оваа војна против терор. Тие треба да имаат право да ја добијат оваа војна. Друга пропалестинска група, Напуштете ја Харис, вели дека тие работат да обезбедат пораз за Харис дури и да победи Трамп. Мислам дека нема разлика во политиката меѓу нив во однос на политиката спрема Палестина или надворешната политика. Подеднакво се зли. Навистина, ништо не ми значи. Напуштете ја Харис ги поттикнува гласачите да поддржат кандидати од трета партија кои се против војна, како што е номинираната од Зелената партија Џил Стајн. Во оваа одлучувачка држава, Харис и Трамп се виртуелно изедначени во анкетите. Бајден победи во Мичиган во 2020 година со само 154.000 повеќе гласови од Трамп. Во 2016 Трамп ја победи Хилари Клинтон во оваа држава со нешто помалку од 11.000 гласови. Но изгубените гласови во врска со Газа за Харис не мора да значат губење на Мичиган. Синдикатот на обединетите работници во автомобилската индустрија, клучна политичка сила во државата, ја поддржа и незината кампања работи на зголемување на поддршката од црните гласачи. Ако црните гласачи излезат во поголем број и гласовите на арапските американци се намалат, дали тоа ќе се неутрализира? Не знам. Со синдикалците кои чукаат на врати и прават се што можат, тоа може да направи разлика. Друга варијабила би бил напредокот на Трамп кај арапските и муслиманските гласачи. Амер Галиб, јеменски американец и градоначалник на Хамтрамк, го поддржа Трамп по средбата со него минатата недела. Поддршката е со символично значење. Во Хамтрамк живеат 30.000 луѓе, од кои се многу муслимани. Тоа е единствениот град во САД со целосно муслимански градски совет.